Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве неповторно назад на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Ова е Концепт со Ина, а како што ви најавив и на самиот почеток на емисијата, денеска имам чест и задоволство да представам двајца исклучителни политолози, едниот професор на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Зоран Илиевски, и колегата, значи дабл мастер практично, двоен магистар, исклучителен политиколог, магистар Даниел Ѓокевски, кој што денеска ќе зборуваат со мене за една прекрасна иницијатива на која што се протагонисти заедно со својот тим, со своите колеги, една интересна фондација, навистина една исклучителна афирмативна, да кажам, еден афирмативен сегмент од македонското цивилно општество, нешто што може да се работи и внатре во државата, но и значи поврзано интернационално на меѓународно ниво. Станува збор за фондацијата Алијанса на цивилизации. Од таму навистина пред се многу благодарам уште еднашка за вашето присуство и ви посакувам да се чувствувате пријатно наредниот час. Како се чувствувате вие, професор Илиевски? Па со колегите сум секогаш во добро расположение, ние заедно работиме на многу слични иницијативи и навистина ми е чест што ме повикавте да гостувам. Честа е моја и на моите слушатели. Се надевам дека македонската јавност навистина денеска ќе има можност да слушне малку и пошироката македонска јавност, бидејќи вашите студенти знам колку ве обожуваат, колку се инспирирани од вас, дури колку пати сум слушала помеѓу, значи во ходниците на Правниот факултет, дека се угледуваат на вас, професор Илиевски, а вие сте од младата плејада на македонски политолози кои навистина имате досега брилијантна биографија и навистина работите многу за меѓународното интегрирање и промовирањето на Република Македонија. Вие секако сте и надворешен советник за надворешни прашања кај председателот, нели, во кабинетот на председателот на Република Македонија, професорот Ѓорги Иванов, што самото зборува по себе кој имаме денеска со нас, или која личност е денеска пред нас, и навистина од таму за мене големо восхитување и благодарност уште еднаш за вашето присуство. Денеска ве придружува и нашиот помлад колега, значи исклучителна исто млада личност, политиколог кој што е доста активен и во Република Македонија, но исто така и во странство. Магистар Ѓокевски, кажете ми нешто за вас, како се чувствувате вие денес? Добар ден до вас и добар ден до сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Единствено ќе кажам дека задоволството е преголемо да се биде во вашата емисија, затоа што пред се вие и професорите кои што се чести ваши гости ни го покажавте патот во теоријата на политичките науки, но од друга страна имаме и прилика и во праксата да видиме и како понатаму го градите патот за македонскиот развој и демократичност, и за нас оставате простор да се покажеме и докажеме во овие области. Јас мислам дека ќе се согласите со мене дека тимот на професори кои што се чинуваат, значи практично политичките науки во рамките на Правниот факултет, се сите исклучителни на свој начин, особени, но станува збор за навистина еден тим кој и tekako не само во Македонија, туку и надвор има свој одзвук или свое значење и се неминовен дел од меѓународните форуми, што говори за тоа дека политиколошките, значи студии, политолошката наука од раните 90-ти години па до денес, предводени пред се од професорот Ѓорги Иванов, актуелен председател на Република Македонија, но уште од неколку професори кои што беа профилирани во оваа област. Навистина во 21 век, во оваа 2016 година може да кажат дека и нивните, нели, значи практично првенците во развојот на политолошката наука може да бидат горди и, нели, да можеме да потврдиме дека во сигурни раце е оставена нашата наука и имаме, значи, уште многу што да се прави, но за сето тоа и за многу други теми, особено за фондацијата Алијанса на цивилизации, би сакала денеска да проговориме со вас, па би почнала од последното, некако па да се навратиме и потоа ќе раскажеме малку повеќе. Во саботата имав чест да присуствувам значи на еден навистина исклучителен настан. Тоа беше една панел дискусија на која учествува председателот на Република Македонија, професор доктор Ѓорги Иванов, директорот на Александриската библиотека доктор Исмел Селгедин
и доктор Дарко Костадиновски, пратеникот на Република Македонија во Алијансата на цивилизациите при Обединети нации. Оваа панел дискусија ја модериравте вие, професор Илиевски. Во рамките беше организирана во рамките на Фондација Алијанса на цивилизации, која што основана во Република Македонија. И секако дека овој настан го привлече вниманието на пошироката општествена јавност, па би сакала да ни кажете малку повеќе за идејата да го организирате овој интересен настан. Да, благодарам. После овие зборови на пофалба, на вистина уште поголема врската да ги ја запознаеме јавноста за она што го работиме и да повараме поддршка од истата. Ние веќе 2 години во позадина на, да кажеме, прегласно афирмирање, работиме на терен со разните ранливи групи, па и групи кои што ни се цел на нашето работење како фондација. Од каде произлегува идејата? Македонија има долга историја на успешност во справувањето со диалогот. Диалогот не значи дебата, во дебатата треба едната страна да победи. Диалогот значи отвореност и прифаќање и нешто што на прв поглед ви се чини дека не е својствено за вашиот светоглед или вашата култура. Еве, јас се сеќам уште пред 13 веќе години покојниот претседател Трајковски иницираше диалог на цивилизациите во Охрид. Беше прв настан од таков вид, по кој што целиот регион презеде да хостира, да биде домаќин, сите претседатели сврти цел турнус на држави да бидат домаќини на такава една дискусија. 2 години подоцна, по иницијатива на Кофи Анан, веднаш Шпанија и Турција како коспонзори се основа иницијатива Диалог на цивилизациите во Обединетите нации. Сега имаме скоро 140 земји членки кои што ја поддржуваат. Нашата идеја е да Македонија има свој представник таму, да има една организација која ќе ги поддржува тие цели на Алијансата на цивилизациите и ќе работи на терен за нивно остварување. Така, пред 2 години се неколку ентузијасти со заеднички сили основавме оваа фондација во Скопје. Мотото на фондацијата е дека дрвото на мирот некојаш било семе на заедништво. Крајната цел е секако мирот. И втора подточка или акционен план или повик за акција е дека нашата организација не е само think tank, туку е и do tank. Значи, организација која треба на терен да ги сработи оние неопходни дејности кои што ни се потребни во Македонија, многу повеќе надвор од Македонија со оглед на сето она што се случува. Така, прв, и сега почнуваме веќе со панел на високи гости, говорници. Прв висок гостин и говорник е претседателот на Република Македонија, но заедно со него дојде и директорот на Александриската библиотека, кој што 28 години работи во Светска банка, од кои 8 години е подпредседател на Светска банка. Исклучителна личност, која што воедно и ко-председател на еден институт во Баку, Азербејџан, меѓународен центар, заедно со поранешната председателка на Латвија, Вајра Вике Фрајберга. И на тој начин ги спојуваме и географски оние подрачја кои што се клучни за мирот на евразискиот простор. Балканот, Блискиот исток и Кавказот. Тие има извонредни излагања и конкретен план за акција што ние понатаму треба да правиме. Во која насока ние нашите дејности да ги структурираме. Наскоро работиме на тој и мислам дека до јуни ќе имаме и таа конференција да дојде да гостува и да говори претседателот, односно високиот представник на Алијансата на цивилизациите, господинот Ал Насер, инаку катарски дипломат во Македонија, за да видиме што може ние дополнително да направиме и да опочнеме процесот на приклучување на оваа македонска фондација во глобалната мрежа на United Nations Alliance of Civilizations. Така што мислам дека
Данила, ако имате нешто да додадете, но мислам дека низ вашите прашања ќе успееме да ја доближиме нашата работа. Вие навистина од ова што го кажавте импресивно и многу, така да кажам, постепено развивате една глобална идеја која и текако е реномирана и афирмирана во меѓународни рамки. Јас се сеќавам на времето кога бевме студенти, кога зборувавме за наднационалните институции, една од најреспектираните кои до денес не го изгуби своето значење, секако наднационалната институција Обединети нации, која ги поврзува сите, значи, национални држави во светот, но има и голем удел во одржувањето на мирот и прашањата со глобалната одржливост и другите горливи прашања со кои што се занимаваме на актуелно светско ниво. И навистина уште еднаш големи комплименти и поддршка за вашата работа. Професоре Илиевски, јас би се задржала уште малку со вас. Би сакала да ве прашам, слушнавме во саботата, значи го слушнавме и обраќањето на председателот на Република Македонија, професорот Иванов, го слушнавме и директорот на Александриската библиотека. Навистина, доктор Измаил покажа едно широко ниво на познавање на нештата, даде голема поддршка на Македонија, беше восхитен од можноста да присуствува и да соработува. Дали е лесно да се воспостави контакт со ваков тип на меѓународни представници и кои се атрибутите кои што треба да ги поседува една организација како би можела да направи сериозни линкови со истите? Интересно е тоа, од моето искуство верувам дека го делите и вие. Колку што е поголем човек, толку е полесно да се комуницира. Толку е поскромен, толку е поедноставен. Јас работам и како програмски координатор на школата за млади лидери на председателот Иванов. Имав честа да го хостирам Бан Ки Мун, доктор Исмаил, низа на преседатели кои што ни гостувале на школата, верски лидери од сите религии. Навистина е многу лесно и едноставно да се разговара и да се соработува. Кај нив е проблем времето, но одвојуваат и од тоа скапоцено време да го посветат нам и едноставно е бидејќи ги делиме истите цели. Многу лесно се разбираме и она што ни направи особена чест е што доктор Исмаил Сералгедин прифати да биде член на фондацијата. Мислам дека имаме наскоро и од Јужна Кореја верски лидер кој што сака да пристапи и наскоро знаете за соработката со Народна република Кина. Во март заминуваме за Баку, кај што ќе се одржи глобалната сесија на Алијансата на цивилизациите, кај што и таму не барат за партнер за заеднички да го организираме настанот, така што луѓе кои што имаат слични цели и кои што искрено ја работата, ние волонтерски ова го работиме, ние го работиме ова од срце, лесно е да се соработува. Потребата за ваква работа, за жал, во наредните децении ќе биде присутна, можда и ќе биде поизразена. Бидејќи гледате какви тектонски пореметувања се случуваат во светот, работи кои што не можеа ни да се предвидат. Замислете да ви кажеше некој во 2004 година во која состојба ќе биде Европската унија денес. Дека повторно ќе се воспоставуваат граници внатре во Шенген зоната. Дека ќе имаме милиони луѓе, реки од бегалци кои надоаѓаат. Во овој момент ние имаме 58 милиони бегалци кои ширум светот бараат место за солниште и безбеден престој. Тие гравитираат кон Европа во најголем дел. Допрва не очекуваат бегалци од environmental reasons, од климатското затоплување, од нарушувањето на животната средина. Има огромни проекции колка во движење ќе има на луѓе и колкав пораст на бројот на жители на светот и кои последици тоа ги носи по конфликтите и по безбедноста. Гледаме што се случува на патот до нивната финална дестинација, во нивната финална дестинација, но и гледаме регрутирањето на борци од Балканот дека зазема замав, гледаме дека доаѓаат луѓе кои промовираат екстремизам и сето тоа наша замисла е
да биде една платформа каде што ќе седнат луѓето и ќе барат решенија и ќе се работи на контрарадикализација, значи на тие мерки на soft power, кои што не е директно со репресија или со мерки на државата, туку со превенција. Така, професоре, јас ви поканувам да направиме една кратка пауза за реклами и ќе продолжиме понатаму со разговорот. Почитувани слушатели, останете со нас. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, еве повторно назад на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Денеска навистина имам чест и исклучително задоволство да проговорам за една фондација, за една концепција на функционирање во рамките на невладиниот сектор, фондацијата Алијанса на цивилизациите, формирана во Република Македонија пред точно 2 години. Дел од основачите се денеска со мене во студиото. Тоа се моите почитувани колеги, драги пријатели, професорот Зоран Илиевски од Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ и колегата магистар Даниел Ѓокевски, значи навистина исклучителни политолози, луѓе кои што се неисцрпен бунар на знања. Професор Илиевски, никако на Даниел не му даваме простор, но ветувам дека во вториот дел од емисијата тој ќе има повеќе време да каже повеќе за фондацијата. Ме заинтригиравте со последното пред да направиме кратка пауза за реклами. Говоревте за предизвиците со кои што се соочуваме денес и сега. Споменавте голем број од ризик факторите кои на глобално ниво ја загрозуваат безбедноста и значи ја доведуваат под прашање целокупната човечка цивилизација. Целиот модерен свет, како што веќе споменавте, е под прашање не само на да кажам социолошки и политички прашања, туку имаме и голем број на еколошки прашања кои се посилни од секое друго прашање, бидејќи природата не простува и незиното враќање или незината казна е мощна, сурова и децидна. Оттаму, вие пред малку завршивте со зборовите, ние треба да седнеме и да најдеме солуција како да ги решиме тие горливи прашања. Колку што сум запознаена, фондацијата има околу 16 или 17 точки на кои што генерално се фокусира. Па би можело ли нешто да ни кажете во врска со вашите значи моментални наоди во однос на безбедноста на регионот, прашањето на тоа каде е Македонија? Имаме голем број на дилеми и прашања во македонската јавност, тека нели од позитивисти до нели комплетно онака како да кажам негативни ставови кои што тврдат едните контрираат едните на другите од тоа дека ние премногу нели се претерува и дека треба се даде шанса на оваа бегалска криза и дека тоа не е ништо страшно, до тврдење дека оваа бегалска криза нема да застане така и дека ќе направи големи и етнички и друг тип на пореметувања не само во регионот на Југоисточна Европа, туку и на ниво на цела Европа. Ја слушнавме изјавата и на високиот представник на УНХЦР во Македонија вчера, јас мислам дека на една од телевизиите ја проследија, каде што тој апелираше дека без разлика дали ќе се затвараат границите или не, тоа само ќе го поттикне криумчарењето и трговијата со луѓе и на тој начин ништо не е сопрено, тоест дека практично децидно најави дека миграцијата нема да запре со затворање на границите. Кој е вашето мислење како експерт? Нема сигур, видете, миграцијата ќе си го најде својот пат. Затворањето на границите ќе изврши одредено пренасочување на луѓето кои бегаат од тие подрачја и тоа ќе продолжи. Згоре на тоа имате и правила за присоединување на семејствата веќе кога еднаш се стигнати и кога имат добиено право на азил. Значи тоа сега се одложува со одредени мерки дури во Германија, но по година и пол-две вие имате право да се присоедините со семејството таму од каде што сте побегнале заради овие причини. Значи автоматски тој број на луѓе кои што е во Германија сега може да се очекува да биде дуплиран. Кога тогаш? Доколку во меѓувреме не се смират состојбите во Сирија, па да се создадат услови да се изврши враќање и реадмисија на бегалците, но со оглед на силите на терен, со оглед на целокупната состојба, тоа е тешко да се очекува.
Земите кои што се околу Сирија имаат големо бреме на луѓе, огромен број на бегалци, Либија, се извинам, Јордан и Либан, 20 до 25% од населението веќе им се бегалци во кампови, надвор од камповите. Турција има многу луѓе, преку 2,5 милиони луѓе, така што наистина не може да се очекува дека бранот ќе запре. Грција, нашиот сосед, не успешно ги контролира надворешните граници на Европската Унија. Даблинските правила на Шенген пропадна комплетно, бидејќи не може да се толков голем број на апликации не може да се процесурат, па тука да се одлучи па луѓето со регулиран статус да патуваат до таму, до нивната финална дестинација. Значи целиот систем како што беше замислен не функционира, тоа е прифатено веќе и сега се бараат решенија, излезни решенија. Она што ние имаме многу мала територија која тие ја врват, бегалците немаат интерес да останат во Република Македонија, тие имаат интерес што побрзо и безбедно, и тоа им е обезбедено, ние ги пречекуваме овде во Македонија, им даваме неопходни хигиенски услови, храна, превоз и тие го продолжуваат својот пат. Ние можеме само да се погрижиме нашата јавност, особено нашите млади луѓе, да се целосно свесни за она што се случува таму, да не видат од ничија страна заведени во авантури од кои што лошо ќе завршат. За жал, бројката не е мала на луѓе кои што нашите служби проценуваат дека заминале таму, на луѓе кои што загинале таму, на луѓе кои што се уште таму на боиштата. И нашата задача и нашата одговорност како општество е да понудиме алтернатива на она што некој заведува за своји цели, за свој крајно нецивилизацијски и уништувачки цели. И затоа мене ми се допадна и она што беше во саботата кажано и претходно во Њујорк сум го слушнал. Не се работи за судир на цивилизациите, се работи за судир на цивилизацијата или цивилизациите со варварството. Во овој случај, значи апсолутно не може во име на ниедна религија да се најде ниту мотив, ниту оправдување за она што таму се случува. Многу убаво го кажавте ова на вистина. Ви благодарам и мислам дека ние мора тоа на секој наш млад човек, и не исклучувам ни возрастни, се разбира, но младите се подложни, особено кога ќе се поклопи со релативна социјална депривација, маргинализирани луѓе кои немаат информации, не знаат како до подобар живот, не им пружил можеби некој рака. Ние треба да сме простор каде што ќе споиме државни институции, невладин сектор, академија, медиуми, особено важно, и да најдеме начин да помогнеме. Тоа не е никаква замена за средствата кои ги има државата на располагање, напротив е помош. Инаку Македонија има и национална стратегија за ова област, за постигање на целите на Алијансата на цивилизациите, и ние сакаме да помогнеме таа стратегија и да се обистини во целост. Професоре, јас сега ќе ве поканам да направиме уште една кратка пауза и една убава музичка номера и се враќаме назад во студиото. Почитувани, останете со нас. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Тетово, Гостивар, 90 FM. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад, слушате Концепт со Ина. Денеска во студиото на Радио Слободна Македонија се моите исклучителни колеги и драги пријатели, професорот Илиевски и колегата Ѓокески. Значи, Даниел, јас се извинувам со професорот Илиевски, ние така секогаш подолго знаеме да си подискутираме, но навистина она што го кажавте, професоре, остава значење и треба да размислуваме на сите оние пораки кои што ги пренесовте.
Секако дека тука се и вашите помлади соработници во фондацијата кои неуморно заедно со вас катадневно работат на развивање на овие позитивни афирмативни теми кои што се од интереси на Република Македонија, но и на целиот свет во една глобална мрежа на приоритети со кои што ќе се справуваме во текот на 21 век. Оттаму, Даниел, кај можете ли да ни кажете и вие некои ваши впечатоци од саботната панел дискусија и нешто што можеби на вас ви остави впечаток во однос на оваа цела дискусија до сега што имавме со професорот Зоран Илиевски? Задоволството беше големо да се биде на таа конференција. Претходно такво задоволство повеќе има тие што учествува на школата за млади лидери да запознаат вакви еминентни луѓе, но благодарение сега со фондацијата имаме поотворени настани од ваков тип кои ни даваат различна перспектива. И тоа го кажам затоа што, например, доктор Исмаел на мигрантската криза ни покаже друг карактер, односно тоа што некои гледат како опасност, он го види како можност за развој. Европа, они нагласи дека е нација која старее, така да овој прилив на млади луѓе кои што доаѓаат од Сирија, доколку бидат правилно интегрирани во европското општество, може да бидат една голема придобивка за економскиот развој, како на Германија, тие земји каде што се најмногу, но и глобално за Европа. Исто така, тој ни представи дека процентуално не станува збор за толку голема група која што не може да се интегрира, односно само станува збор повеќе за пристапот. Така да ваквите настани нас ни даваат една меѓународна перспектива на работите, ја прават Македонија да биде дел од меѓународната цена и знаете како викаат, вистинските пријатели, партнери во неволја се познаваат и со вакви настани и со начинот на кој Македонија исто така се справа, ние покажуваме дека Македонија иако неформален партнер во поголем дел од меѓународните организации, сепак е вистински партнер кога доаѓаат работите со кои треба да се работи на полето, на дело, да се покажат активности кои што помагаат како и за оние кои што доаѓаат, така и за тие што сме дел од Европа. Навистина многу инспиративно. Она што можевме да го видиме и во однос на укажувањата на вашиот представник, практично на председателот на Република Македонија, главниот протагонист на сите афирмативни и позитивни идеи во нашата држава, а тоа е развивањето на позитивниот диалог, тоа што и вие, професор Илиевски, го истакнавте на самиот почеток, дека треба да се доаѓа до решенија во кои што двете страни ќе имаат желба да комуницираат и да произведат нешто позитивно. Таа порака која што беше упатена и до почитуваните слушатели, но и до дипломатскиот кор, одекна заедно со мислите на доктор Исмаел во однос на тоа како во суштина треба да гледаме на справување на овие ризици со кои што се соочуваме. Секако дека фондацијата Алијанса на цивилизациите ќе има и допрва уште многу вакви панел дискусии, уште многу активности на кои секако дека почитуваните слушатели, почитуваната јавност, јас лично како ваш колега ќе ми биде драго да учествувам и имате целосната поддршка за се што понатаму планирате да направите, но би сакала, Даниел, да ве замолам во интерес на нашите слушатели да ни кажете што до сега е направено, со што се занимававте во текот на овие 2 години, така, чисто, за да направиме едно заокружување за тоа што доаѓа понатаму. Посебно во последниот период, фондацијата се стави акцент на она што е дутенг, како што ја каже и професорот, односно имаме неколку активности каде што промовираме поголема активност и вклученост на младите во градење на една кохезија и диалог во нашето општество. Односно, првен станавме дел од една глобална акција која што се вика Ideas for Action Club, тоа е на Wharton University од Пенсилванија, кој е најдобриот бизнис универзитет во светот, и Светска банка, каде што еден наш професор ни овозможи да бидеме дел од оваа иницијатива, така да ние би сакале сега да искористиме и оваа можност да ги повикаме младите од Македонија да погледнат на страната Ideas for Action Wharton University за апликацијата која што е во тек до крајот на овој месец, односно се работи млади луѓе да предложат идеи за развој, за одреден развој во одредени субјекти кои што се таму потенцирани, да предложат идеи. Најдобрите, најинспиративните, најреалните ќе бидат поддржани од Светска банка, од универзитетот, не само преку финансиски, туку она што е побитно, преку менторство, за како да имаат тие подолготраен и одржлив импакт. Исто така имавме и активност која што ќе биде тековно сега ќе се имплементира, тоа е фондот за развој на заедницата, односно ќе поддржиме финансиски микропроекти каде што за поддржување на ранливи групи во Република Македонија.
Тука ќе работиме во партнерство со Иванов школата за лидери алумни асоциација. Тоа е една асоциација која што ги вклучува сите оние кои што завршиле школата за лидери на председател од Иванов. Една група од околу многу амбициозни, зрели и одлични млади луѓе, околу 200 луѓе кои што ќе му возможиме со нивните предлоги, идеи за влијание на микро ниво, на локално ниво, кај ранливи групи да имаат некаков импакт и со тоа ние со мали фондови ќе ги поддржиме да ги имплементираат своите проекти. Нивниот ангажман ќе биде волонтерски, но нели секој проект си носи свои некои трошоци. Така да ќе обидеме да им возможиме платформи каде што ќе можат да бидат дел и да работат повеќе на полето. Исто така, каде што и професорот што го спомна, форумот во Баку, исто така преку фондацијата ќе поддржиме да биде еден од тие 20 млади представници од цел свет кои што ќе можат да разговараат со светски лидери на теми кои што еве оваа година на пример е кон мултиполарен свет, нешто што е поврзано и со нашата тема што беше, нешто што е поврзано со идејата и мисијата на самата фондација, така да тие партнерства се градат идејно, се градат содржински, не се само партнерства на хартија. И исто така се разви и работилницата за Erasmus Plus проекти. Европската унија е голем поддржувач на младите преку Erasmus Plus програмата, затоа ние организиравме 4 работилници каде што млади луѓе пред се од алумни асоциацијата, исто така имавме неколку празни места за други заинтересирани членови да дојдат да добијат практично знаење како се пишуваат проекти, како тој проект треба да изгледа, како да биде прифатлив за европската заедница, затоа што тие идеи што и проблеми што ги имаат нашите млади треба да се стават на хартија, треба да добијат еден облик, кој што најчесто е една многу обемна апликација. Преку оваа работилница ние им дадовме туторство како да ги стават, како да аплицираат и да се надеваме дека ќе ги добијат и ќе може да постигнат импакт. Морам да ви признаам дека навистина позитивната синергија на неколку таргет групи кога се обединува во едно создава навистина основа да се авансираат голем број на идеи. Се надевам дека се што ќе направите, ќе аплицирате, дека ќе биде добро прифатено. Јас имав можност да ги поканам актуелната председателка на ИСЛА, значи на Ивановско, значи школата за млади лидери и поранешниот председател. Се разбира, вие, Даниел, сте скромен, но јас ќе си дозволам да кажам дека вие сте првиот председател на оваа значи организација Иванов школа на млади лидери како алумни асоциација. Потоа беше почитуваната наша колешка Ивана Попчев, втор председател, па потоа Александар и сега имаме Зорица, навистина извонредни млади луѓе кои имаат и многу што да кажат и многу што да направат и многу do think, практично луѓе од акција и сега кога еве повторно седиме и разговараме на оваа тема, навистина е гордост за Македонија и навистина мислам дека можеби професори вие ќе се согласите со мене е дојдено времето нашата професија да добие и вистинска валоризација во систематизацијата на македонското општество и да малку посериозно не третираат и државните институции. Од тука доаѓа и моето седно прашање, но еве веќе од режија ми сигнализираат дека треба да одиме со последниот блок на реклами, така што ќе ми простите и тоа истото ќе го поставам веднаш чим завршиме со паузата за реклами. Почитувани слушатели, останете со нас. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, се надевам дека уживате денеска овој понеделнички ден, овој 8 февруари 2016 година, навистина една позитивна енергија која што ни дојде и со подобрувањето на временските услови, би морала да речам овој изминат викенд. Сакам сонцето да не грее се повеќе и посилно, сакам во срцата на сите да имате радост и позитивна енергија со која што ќе можете да ги совладате сите препреки и да можете да дојдете до подобри решенија за сите препреки и прашања и дилеми со кои што се соочувате во вашето секојдневие, во вашиот живот. Ние сме тука, Радио Слободна Македонија, јас и моите почитувани колеги, секоја недела во секој во својот термин да ги споделиме нашите идеи, нашите концепти на размислување,
да донесеме навистина еминентни гости, наши соговорници кои се толку скромни во својата пројавност, во јавноста, едноставно како што каже и професорот Илиевски на почетокот, во суштина навистина големите луѓе се најдостапни, но исто така тие се и ненаметливи, нив не можете да ги приметите во толпата, тие луѓе треба да ги препознаете. И навистина тоа е Божи благослов, би рекла, да имам можност да во животот запознам повеќе такви луѓе, а можеби да ги избегнам оние другите или полесно да ги детектирам, бидејќи на тој начин и за мене во мојот живот тоа е една привилегија и една предност со која што човек се ги шири своите знаења и своите перформанси, учи нешто ново, постојано споделува и на тој начин се надоградуваме, бидејќи животот е еден, убав е да се живее, убаво е човек да осознава. Навистина јас би можела со вас да говорам уште многу часови, неисцрпни се темите за дискусија, но поради времето кое што полека ни одминува, не би сакала да трошам ниту миг повеќе на себе и од таму би пошла со следното прашање до вас, професор Илиевски. Ме интересира, кажавте во саботата за време на панел дискусијата дека фондацијата, тоест Алијансата на цивилизациите, иницијатива на поранешниот генерал на Обединетите нации Кофи Анан, кој во 2004 година ја практично започна иницијативата оваа приказна за Алијанса на цивилизации, за споделување на заедничко добро. Јас одбрав неколку максими на ова еминентна политичка фигура, би споделила со нас само една од повеќето. Кофи Анан вели, знаењето е моќ, информацијата или информирањето е слобода, образованието е предзнак за прогрес во секој општество и во секоја фамилија. Оттаму, вие како протагонист, како еден од протагонистите на Фондацијата Алијанса на цивилизации во Република Македонија, како е вашето искуство на внатрешен и на меѓународен план во афирмирањето на овие концепти? Би се надоврзал на цитатот. Најбазично и најпреплавени сме сега во светот, посебно со интернетот, со податоци. Многу несредени податоци. Кој ќе средите тие податоци, тогаш може да се добие информација. Информацијата која ќе ја проанализирате, тогаш може да дојдете до знаење. А знаењето која ќе го примените и која ќе видите какви ефекти има и која ќе го насочите и споите со етика, тогаш се доаѓа до мудрост. Значи, многу нивоа има во смисла на тоа што дури социјалните мрежи, видовме и има и цели истражувања дека може да зајакнуваат и предрасуди, а не да служат за отворање на умот и проширување на знаењата. Ние во Македонија морам да кажам дека со сите кои што сме разговарале, од највисоката институција, шефот на државата, до министерства, агенции, видовте имаше и представници од Комисијата за односи со верски заедници, од верските заедници, самите поглавари и така натаму. Значи, неверојатно добар респонс, одговор на нашиот повик. На меѓународен план, освен онаа процедура која што ќе си ја истераме, таа е сложена, но верувам дека брзо ќе ја завршиме во Обединетите нации, имаме партнерства со неколку организации. Мармара групата, со седиште во Истанбул, која секоја година организира во април месец еден огромен евразиски самит со учество на постоечки и поранешни шефови на држави и влади, бизнисмени и невладини организации. Тие се со нив први подпишавме договор. Низами Гаджави, меѓународниот центар во Баку, кој што е посветен на, да кажеме, символички на сеќавањето на еден средновековен поет, кој што има персиско и азербеџанско потекло, и според место на раѓање и во основа припаѓа на цивилизацијата, на човековата цивилизација. Центарот на Бакче Шехир, Универзитетот за диалог меѓу цивилизации, East West Bridge, која што е голема мрежа, како што кажува името, мост меѓу истокот и западот, со седиште во Белград, и уште неколку кои што следуваат допрва.
Така што на вистина не е никаков проблем да се најдат тие партнерства. Допрва сега сме во процес, Даниел знае, исто и луѓето кои учествуваат на овие обуки, запишување на проекти заедно со партнери од Западна Европа, конкретни мерки за контрарадикализација со експерти кои што го поминале веќе тоа, кои што имаат искуства и кои што е нешто што ќе трае кај нас. Тоа се значи разлика меѓу дерадикализација и контрарадикализација. Дерадикализација е кога еднаш луѓе кои што се изложени на ваков притисок и на вакво искуство се вратат во своите земји да работите со нив да полека се реинтегрираат во системот. А контрарадикализација е кога преземате мерки кои прават контраефект на злото кое им се наметнува и испречуваат да тие тргнат по патот на радикализацијата. Значи тука има неколку столба, меѓутоа најважниот сите се младите, образованието и медиумите. Така да може да се очекува дека во тие области ќе биде нашиот ангажман. Тоа значи тука доаѓа следното моето следно прашање, вие речиси го одговоривте однос на таргет групите кои се фокус на генералниот план на Алијанса на цивилизации. Даниел, дали имате вие да ни додадете нешто во врска со ова? Имате ли некоја порака? Да, ќе кажам дека работата на фондацијата е поделена во центри. Ние ќе ги тагираме овие таргет групи, но исто така им пристапуваме од различни аспекти, односно нели првен рековме дека сме дутенк, односно ќе одиме на поле и ќе се обидеме да ги лоцираме таквите седишта, да соработуваме со локалното население, локалните лидери за да се постигне одредена промена. Но исто така ќе имаме и центар за истражување на дијалогот меѓу цивилизациите, сакаме меѓународното искуство да го преземеме и да видиме неговата примена на локално ниво, за да можеме да имаме побрзи, поефективни резултати. Внатаме центарот за образование, како нашите студенти од политички студии, така и тие луѓе за кои што зборија, младите кои што се подложни на ваков импакт, би сакале да ги интегрираме и преку образовниот систем, преку стипендии, посебни одделни науки и програми каде што ќе може повеќе да се запознаат со процесите на помирување, градење мир, водење дијалог. Ќе го имаме центарот за издаваштво, сето тоа стекнато знаење ќе треба нели и да се публикува, да биде достапно, така да ќе се обидеме преку фондацијата да имаме што поголема литература достапна до пошироките маси, да се информираат за истата. Ќе го имаме центарот за конференцијска организација, кога што го имавме настанот пред во саботата ќе се одржи тој континуитет во такви настани, затоа што таквите еминентни гости ни отвараат нови видици, нови полиња, им овозможуваат на младите да ги запознаат и домашните лидери и странските. Најчест коментар видовте и сами кој беше бројноста, ни изненади позитивно бројноста, и еден од најчестите коментари беше што на студентите, посебно од политички студии, што председателот Иванов не е веќе професор. Да, неколку пати и мене ми го спомена истото. Каква чест сте имале вие што сте учеле од професор Иванов? Така да, точно, на ваквите настани ќе бидат одлични, посебно за младата публика, за цивилното општество, за академијата, за практичарите да дојдат, да споделат знаење, да споделат идеи и исто така и да градиме, како што кажавме, активности за понатаму заеднички. Доктор Исмаил веќе сам предложи на настанот нареден форум на кој меѓународните заедници дипломатите многу позитивно одговорија, така да очекуваме таа соработка само понатаму да расте и да се гради, да го искористиме. И доктор Исмаил исто така ги спомена информатичките технологии, тоа е начинот на кој денеска се водат еволуции, но и револуции, така да можеби, како што вика, знаеме дека Европска унија морковот го гледа како овош, но мудро се да знаеме дека не му е местото во овошна салата, така да ние ќе се обидуваме она што го стекнуваат младите преку студиите, тој огромен обем на информации кои ќе го примаат, да знаат како да разликуваат од легитимно, нелегитимно, реално, да градат различни перспективи, да градат критички ум и да имаат еден свој хуманистички пристап кон своето општество. Наистина исклучително. Имате ли некој сајт или некој линк на кој што би можеле, значи нашите граѓани, нашите почитувани слушатели, доколку се заинтересираат да ве најдат и да прашаат или да можеби да се понудат за соработка? Се разбира, тука е нашата веб страна fauts.org.mg, каде што ги презентираме нашите проекти, она што делумно зборувавме денеска исто така е таму достапно, како информација и контактите во контакт полето на веб страната, Facebook фанпејџот кој што се повеќе лајкуван од меѓународната заедница, што е наше позитивно искуство. Ќе им препорачам на сите ваши слушатели да не следат и преку Facebook и преку фан страната, да не контактираат, ние сме комплетно отворени за соработка. Оваквата проблематика нуди многу различни пристапи, а ние сме повеќе одсрекни да градиме партнерство. Навистина ми беше чест и огромно задоволство што денеска бевте. Уште еднаш ви се заблагодарувам и на двајцата. Професор Илиевски, магистар Ѓокевски, ви посакувам многу здравје и многу успеси во вашата работа и на приватен и на професионален план.
да ве следат многу позитивни чекори и да споделуваме многу вакви позитивни афирмативни теми за кои што и македонското општество, но и светот ќе слушне како протагонистите од Република Македонија, како политиколозите од Република Македонија работат на своето професионално усовршување и во јавните политики во применливата пракса. Уште еднаш ви благодарам што бевте тука со нас. И благодарим и на вас што ни возможивте преку вашата емисија да пренесеме нашата порака до вашите слушатели. Ви посакувам исто така многу успешни афирмативни емисии понатаму. Честни беше. Благодариме, честа е наша. А вам, почитувани слушатели, ви благодарам што и овој понеделник од 17 до речиси 18 часот бевте повторно на брановите на Радио Слободна Македонија, најубавото радио во боја, на FM 96 радио, кој што, како што секогаш повеќе од 2 години работиме, пренесуваме позитивни, афирмативни концепти, споделуваме со нашите граѓани и веруваме во подобрување на македонското плурално општество, веруваме во развој и во капацитетите на државните институции, веруваме во капацитетот на македонскиот демократски капацитет кај граѓаните, дека сите како индивидуи сме заслужни за тоа да имаме подобра иднина и нашата држава доде напред. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. Денес е 8 февруари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Бидете ми здрави, живи, срекни, весели и сакајте си ја Република Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.